Ефикасно судство не е можно без доволно ресурси, порача евроамбасадорот Михалис Рокас, кој потенцираше дека и во буџетот за 2025 не беа овозможени доволно финансии за правосудството. 0,3% од БДП, што е далеко од законски предвидените 0,8%. Граѓаните очекуваат независно и ефикасно судство, порача евроамбасадорот и посочи на последниот извештај на Европската комисија. North Macedonia's judicial system remains between some and a moderate level of preparation and has made no progress. This is a bureaucratic term, but in reality, this assessment reflects long-standing concerns related to political interference, limited financial autonomy, weaknesses in governance, and human resource constraints. These shortcomings directly affect both the independence and the efficiency of the judicial system. Недостатокот на средства, суди, обвинители, но и стручни соработници ги потенцира и првите луѓе во правосудството, но ја истакна и улогата на судиите во заштита на независноста. Влијанијата на судијата се можни, но ако судијата се држи до законот и етиката, ги уважува сите факти, тогаш не постои начин во него да се изврши влијание. Финансиската независност на судството не е привилегија, туку представува предуслов за одговорност, професионализам и борба против корупцијата. Судството што самостојно планира и одговара за своите ресурси е судство што може и да биде повикано на одговорност за резултатите. Според министерот за правда, дигитализацијата е еден од клучните столбови за развој на судството. Развој на дигиталните алатки во правосудството и поврзаноста со другите институции како можност за онлайн судски постапки. Инвестициите во интегрирани системи за управување со предмети, целосно дигитални судски досиеа и следењето на постапките не се иднина, тие се сегашност и реална потреба. На конференцијата организирана во рамки на проектот Поддршка на ЕУ за владење на правото, на која присуствуваше правосудниот врв, експерти на владини, се дискутираше и за АКМИ системот за патоказот за човечките ресурси и за судската мрежа.